Идната македонска влада попушта пред албанците. Скопје на чекор да ги обвини србите за геноцид. Каков геноцид, какви будалаштини? На Македонија се заканува поделба по линија на Вардар. Се дел од насловите што осамна во српските весници кои се преполни со написи против идејата на Заев да ги прогласи србите за геноциден народ. Според српските медиуми, ваквите политики на Зоран Заев се на пат да ги доведат односите меѓу Македонија и Србија до ниво на експлозија, имаат единствено за цел додворување на албанските партии за креирање на влада. Историчарот Предраг Марковиќ наведува дека албанците би биле единствени жртви на геноцид, чиј број на население неколку пати се умножил, пишува Белградска политика во текст под наслов "На Македонија се заканува поделба по линија на Вардар". Политика го цитира Иво Котевски, кој вели дека ВМРО ДПМН останува на ставот кој го кажа лидерот на партијата, Никола Груевски, за поддршка од ВМРО ДПМН за владата на Заев, под услов да ја отврди албанската платформа. Дневниот вестник Блиц пак пишува: "Желбата за создавање на голема Албанија не е тајна, како ни тоа дека албанските политичари во Македонија своето делување го насочуваат со цел остварување на таа цел." Александар Попов, директор на Центарот за регионализам, за Плиц вели дека исполнувањето на сите услови кои албанските партии им ги даде на СДСМ значат опасен чекор за отцепување. Зоран Заев не само што ги влоши односите со Србија и ја стави Македонија во незгодна ситуација, велат српските медиуми, туку и на пат да го запали бурето со барут кој албанците му го наполнија. Што ќе се случи доколку го запали, никој не може да каже. Едно е сигурно, за никого нема да биде пријатно.